Епидемиолошка и медицинска бесмислица. Вака докторите специјалисти ги коментираат најновите антиковид мерки на владата. Професорот на медицинскиот факултет доктор Никола Пановски алармира дека мерка со која се ограничува природно стекнатиот имунитет од COVID-19 на само 45 дена е мерка каква што нема никаде во светот. Посебно поради фактот што сите европски земји имунитетот на прележаните го признаваат од 9 до 12 месеци. Тој ги повика сите комори и здруженија да не молчат околу нелогичните мерки на власта. Повикам јавно преку вашата телевизија да се јави еден доктор, професор од било кој од трите факултети во Македонија и било каде во светот и да каже еден збор дека оваа мерка е оправдана. Тука го исклучувам министерот, кој за жал тоа го изјавува, меѓутоа друг доктор до сега не сум чул и нема ни да чуеме, бидете сигурни. Нема никој да се охрабри таква глупост да подржи. Не можам да верам дека некој од комисијата ова го предложи. Ако не е предлог на комисијата прво треба да се огради подитно, да си ги зачува угледот професионален. Тоа ако некој ги менува одлуките на комисијата и става нови одлуки медицински, тоа е скандал. Доктор Пановски вели оти искуствата со коронавирусот покажале дека едва 1% од веќе прележаните повторно се заразиле со вирусот, наспроти 15% од вакцинираните, кои покрај примените 2 дози се инфицирале со COVID-19. Вели погрешно е со само една вакцина да се дозволи луѓето слободно да шетаат по молови и во затворени простории, бидејќи тие се поголем ризик да ја шират болеста отколку оние што ја прележале. Кој ќе донесете една нелогична мерка со цел да ги натерате луѓето да се вакцинираат, а тоа е да со една доза им дадете сертификат, иако сте свесни дека тие се исто како невакцинираните немаат никаков имунитет стекнат од една доза, бар првите 2 недели никаков, ама баш никаков, и дека треба 2 дози. Таа грешка посепам некои други грешки, а тоа е да се им дозволат да се шетаат и тие со една доза, бидејќи не би било логично да им речете дека морат да бидат изолација, ако исто време да ги пуштате во места кај што им давате пропусница да влегуваат во молови, во затворени простори, на конференции и така натаму. Значи, се тоа едно со друго е уште едната работа што не смееше да се донесе. Ревидирање на антиковид мерките побара и токсикологот Нико Беќаровски. Тој преку социјалните мрежи ги повика лекарите од Комисијата за заразни болести уште еднаш да размислат за предложените рестрикции. На првиот состанок ревидирате ја бесмисленоста на одлуката за вистински прележаните од COVID-19 и 45 дена замените ги со логичните 9 до 12 месеци. Одлуката еден ден по прва доза да си имаат сите права е медицински и епидемиолошки неиздржана и е погрешен начин за стимулација на вакцинацијата. Драги колеги, да останеме тоа што најдобро го знаеме, доктори, а не политиканти. И епидемиологот професор доктор Драган Даниловски остро ги искритикува мерките за превенција од коронавирусот, нарекувајќи ги бесмислени, и додаде дека на сите граѓани кои умеат логично да размислуваат им било јасно зошто се носат вакви мерки, но очигледно не и на колегите од Комисијата за заразни болести и Комисијата за имунизација.